Дојдов во Лесновскиот манастир, кој што се наоѓа 40 на километри северозападно од Кочани. Тука сум да пречекам група туристи кои доаѓаат од Словенија. Тие се планинари од планинарското друштво Рашица кои треба да пристигнат од Кратово. На пропатување се низ Македонија. Дојдоа да не видат и запознаат на покана на нашиот пријател Дарко Јан Спасов. Еве ги доаѓаат, некои пешки, а некои со автобус. Ги има 52 мажи и жени. Тие испланинариле речиси се што е планина низ Европа. Водич на групата е Примош. Дарко им ги кажа правилата за влегување во храмот, невестите да се во фустан, а мажите со долги панталони. Дайте ми вече лепо ватено. Лепо доби. Нема што е версија. Не го боли мали. Мака нога боли, сам го посолидарна. Така, еде го шоба најде. До, нога боли. Задни моди još. Воедно им ја раскажа приказната за Лесновскиот манастир. Тој е посветен на Свети Архангел Михаел и на Гаврил Лесновски. Лежи под кратер и полн е со пештери каде монасите се подвизувале. До Втората светска војна бил многу активен и имал до 400 монаси. Братството денес е повторно живо и го возобновува монашкиот живот и се грижи за своите чеда од Брегалничката епархија. При нас црква не агресивна. Интересен им беше манастирскиот живот. Погледнаа се што можеше да фати окото. Чешмата под црницата стара 500 години им ја насити жетта од големата јунска горештина, а спокојот во црквата им ја отвори жетта за духовното на Македонија. Кај е больше,
Продолживме понатаму, одејќи по падините на селото Лесново. Не се плаше од змии, велат вибрациите од чекорењето на групата ги бркаат змиите. Змиите оставили и некоја јаготка за нас. Со приказни и разговори одевме по патот под падините на селото Лесново. Сонцето печеше безмилосно, беше почеток на јуни. Се чинеше не им пречи топлината, навикнати се и предизвики ме. Пештерите што ги открија беа посилни од се. Веќе сме во хотелот на Кочанската брана градче. Некои веднаш отидоа на пливање, додека другите чекаат да се сместат. Kocčansko jezero, kjer smo nastanjeni v hotelu Grače. Vidite na desni strani vsi. Zakaj nismo šli tukaj, se čist blizu? In na drugi strani nad Kocčanskim jezerom je... Во автобусме се возиме кон Пониква, за групата да го освои врвот кој изнесува некаде околу 1700 метри надморска височина. Почивалище. In tam se ne bo dalo nobene pijače kupiti. Планот е направен. Еден час одење кон врвот. Tudi počakate pri avtobusu in potem vsi skupaj gremo na vrh Ponikve. To je približno 1700 metrov visoko, 1 uro vzpona in 1 uro sestopa. In vso odvečno opremo lahko pustite na avtobusu. На патот Желка. Nese gor. Gore vnese. Kaj pustiva tu? Ja. Ščije. Od straha. Hoće da... Ponikve. Tam vidite pred nami vidite novo cerkev Svetega Vasilija. Vrh Ponikve je pa tisti na levo v soncu. Pa je letališče, tam je rekel. Lahko greste? Ja, nema za ovaj reform, što se tiče konflikta, nema. Padla. A veš, По подготовките групата тргна кон врвот.
Тие беа целосно подготвени, а снимателот и јас се колебавме. Треба да се качуваме до 1700 метри, а без добра кондиција, големо прашање е дали ќе издржиме. Зелените крошни натежаа над нас, правејќи тунел од ладовина. На патот црква Свети Василий. По кусо разгледување продолживме понатаму. Се нема време, агендата е збиена и преполна со нови откривања. Сепак со снимателот се решаваме дека не сме доволно подготвени да ја следиме динамиката на оваа група. Со снимателот ги оставивме планинарите. Сепак за нас тоа беше претешка тура. И ние уживавме во гледката кон Царев врв и Руен, врвовите на Осоговските планини, а од тука се гледаат и Шарпланина на запад и врвовите на Рила на исток. Чекањето го исполнивме со играњето на коњите. Планинарите се вратија многу брзо. Едни тргнаа пеш кон Крушка, ќе одат 3 часа, а ние ќе ги чекаме во старата родна куќа на Јанко и Стојна, родителите на Дарко.
Се беше подготвено за планинарите. Уживање. Традиционалниот пречек го осмисли Гоце, етнолог, братот на Дарко. Погледнете и сами каква трпеза. Зелници, домашно лепче и многу друго. Еве ги доаѓаат. Расположени и исполнети по 3 часа одење пеш. Селото Крушка во далечината ги мами огладнети и жедни за ладно црвено вино. Дарко ги мамеше со приказни, за да ги олесни последните метри одење пеш. Над 40 степени е. Заинтересирани за откривање влегува во куќата, одушевени од автентичноста на просторот. Градо почели да. Тачко ми па ја три. Селско. Селско. Заиграа словенци и македонци, запеа на македонски и на словенечки. Ей, Дарко, а ето Сега можете? Какво пластично билчко да го това не. Ручаа зелници, јагнешко подвршник, залиени со убаво домашно црвено вино. Тоа е тоа. Тоа е добро. Е, шпинат. Семе, а филм? Аха. Само направи.
Glej, kako je lepo tlakovano. Bravo! Neka vi kaže Primož nekoliko zbora. Smo planinsko društvo Rašica iz Ljubljane, iz Slovenije in smo se letos odločili... Ние сме планинарско друштво Рашица од Ljubljana, Slovenija. И летос ка се решивме да обиколиме Македонија, незините убавини, планини и други културни знаменитости кои на Македонија не и недостасуваат. Poleg tega pa so Makedonci zelo gostoljuben narod, kateri nas Покрај тоа, македонците се многу гостопримливи. Не примија топло и ни понудија од нивните специјалитети и ни ги раскажаа нивните знаменитости, легенди, а тоа за словенците е многу интересно. In to je Slovencem zelo všeč tukaj v Makedoniji. Mi smo zbrali en tak lep krog po Makedoniji. Začeli smo v Kumanovu. Ние испланиравме убав круг низ Македонија. Започнавме во Куманово, продолживме кон Крива Паланка, отидовме во Куклице. Знамените скалne творбе, Куклица, нато smo nadaljevali v kraj. Потоа отидовме кон Кратово, го запознавме тоа интересно место, познато по сребро и злато, кој лежи во кратерот на некогашен вулкан. Nekdanjega kraterja. Ugledali smo si tudi samostan Lesnovo. Го погледнавме манастирот Лесново, потоа отидовме во Кочани, каде што се сместивме кај Кочанското езеро, во убав хотел Градче, со убава околина. Danes smo se pospeli v kraj Ponikve in na istoimenski vrh, nato pa nadaljevali v vas Kruške. Денес се качивме на врвот на Пониква. Продолживме во Крушка, 3,5 сати одење пеш. Се избањавме во реката, која го полни Кочанското езеро. Тука во Крушка се забавувавме, домаќините на гостија со јадење и нивни специјалитети. И свири интересна музика, и сами се обидовме да зиграме оро. In tudi sami smo probali plesati oro. Na kolata tebe bole, Germano, mome, si te voleo condore, Germano, mome, zgodaj, zgori gre, dekleta jokajo, bi rade še ležale, pa vstati morajo. Mi pa ne gremo tam, da se Koji gi vode gore? Со тешко срце и полни стомаци се поздравивме со надеж за повторна средба. Bye bye. И уште еднаш се сретнавме на вечерата во преубавиот хотел на езерото со на здравје до следното видување. Svi zajedno ovako. Marjan, na zdravče. На здравје. Tam gre niže dol.